Здраво на сите. Чест ми што сум денеска овдека, иако претежно се наѓам позади камера, не сум претежно пред публика и пред камера, меѓутоа има и нешто интересно што да се сподели со цела оваа приказна околу медена земја. Како што напомневте на темата од Бекелја до Лос Анџелес. Од почеток никој не може ни да замисли дека имаме таква некоја си гениална идеја дека од една пустелја во сред Македонија ќе стигнеме до Оскар или до Лос Анџелес, бидејќи се бавиме со тема која што сите не засега. Сведоци сме во денешно време дека се повеќе се загадуваме, се штетиме самите на себе, мислам не сме луѓе кои што се грижиме барем за животната средина. И као за среќа, заедно со Љубомир и останатата екипа, почнавме да работиме на оваа тема. И као за среќа, као документаристи, ни се погоди Атиже, мислам, лик кој што мислам и да би ја сонувал или да би ја посакувал, дека не можам да ја најдам, меѓутоа таа имаше една прекрасна идеја. Мислам, тоа што го прави фактички во низиот реален живот. И тоа го сконтавме, го свативме со Љубомир дека е главната поента што ова општество го засега. И проаѓајќи време со неа, свативме дека низината филозофија е многу силна, тоест има силна порака. И затоа рековме да се задржиме поише на таа тема, кој што е главното мото на филмот, пола за неа, пола за пчелите, кај што буквално цел свет го препозна тоа. Одека кај нас беше некако со дилема, па што има тоа врска, дали пола за неа, пола за пчелите, мислам плюс втората фамилија која се појава, која е многу спротивно од филозофијата и начинот на живење на Атиджа, е правилниот приказ на реалната слика кај нас во Македонија. Мислам, можда и пошироко, не само во Македонија. И чекор по чекор, мислам, тоа несвесни за таа силна порака, свативме дека и пчелите се едни од најбитните битија или инсекти во светот, кои што доколку тие исчезнат од планетава, на нас не ни престои нешто многу долго време за живење, некој се анализа од 10 до 15 години. И ова беше јасна порака дека треба малце да се подразмислиме што понатамо, дали ќе превземеме некакви си мерки или не знам што. Имавме прилика на доделувањето на наградите на Санденс да некако пецнеме околу таа тема дека треба во Македонија да се направат промени. Меѓутоа гледаме дека се уште нема, тоест можда многу малце или неприметливо. Пак ќе кажам дека можеби главната вина кај нас кај луѓето, дека ние треба можда самите од себе да почнеме да променуваме, за да некои работи се видат на јавност, тоест дека имаме некакви си промени и подобрувања. Не знам евентуално што друго би додал за таа тема. Ние од оваа гледна точка, мислам, као филмаџи или документаристи, искористивме прилика да покажеме една силна порака, бидејќи е медиум кој што доста луѓе го можат полесно да го препознаат. И социјалните медиуми се доста веќе силни и такви, мислам, доста пораспространети. Меѓутоа ете со документарниот филм во задниве неколку години се гледа еден раст и повеќе и посериозно се сваќа као креативно дело и во однос на сето тоа што е, да речем, играна продукција или играни филмови, некако е поприфатливо. Мислам,
Можда е полесно да се направи некој сигран филм во однос на документарен филм и затоа пораките што се прикажуваат преку документарниот филм се многу пореалистични. За среќа оваа година имавме и она силна компетиција и во текот на целата година од сите останати, да речеме, кандидати сириските филмови кои што имаат исто силна порака, таму се војуваат, значи луѓе гинат и сите такви работи. И пак преку документарниот филм имаше силна порака до цел свет, до цела јавност, да имаат представ што таму се случува. Така да и ние бевме тука малце од друга тематика, значи засегнати од животната средина, кој што не е исто прв проект, можам тоа да го спомнам, со Љубомир веќе работиме 7 до 8 години и направивме преку 20-25 кратки видеа за заштита на животната средина и се надевам дека ако продолжиме вака, дека до некоја така блиска иднина ќе имаме малце поголема, тоест некакво влијание за да се променат некои работи во Македонија. Не знам, ја би прашал евентуално ако имате поише прашања, конекција, поише би дискутирал со вас или кој го гледал филмов за да имаме по реално. Прекрасно, добро. Да. Значи... Само пред да те се извинувам, значи немам ја класична презентација спремно, не можам нешто многу да зборам. Мојата презентација веќе се гледа цела година. Со сите тие успеси кои го гледал филмот знае за што зборувам. Би било тоа наједноставно да го покажам па да збориме и на таа тема. Повелете. Па вака јас малце сум изненаден баш вие самите автори како го презентирате филмот, дека е за екологија, за заштита на животната средина, сепак меѓутоа во смисла што ликовите живеат како животни. Значи тоа што имаше толкав голем успех е затоа што се покажува колку државата ги запушта луѓето и како последица на тоа и животната средина е запуштен. Јас мислам дека просто ми се чини како вие самите тоа да не можете да го согледате, бидејќи еве да ви кажам, значи ако има гладни кучиња на улица во оваа држава, државата е обврзана да ги нахрани. Има секој ден одат комбиња, хранат гладни кучиња по скопските улици. Најзаштитени се кучињата фактички во Македонија. Меѓутоа луѓето ако гладуваат нема таков закон. Значи ние сме единствена држава која што повеќе се грижи за животните отколку за луѓето. Па еве јас сакам да ве прашам ова едно филозофско прашање. Дали и вие се согласувате со мене дека ќе ја заштитиме животната средина ако ги заштитиме прво луѓето? Благодарам. Се согласувам потполно со вас. Како што спомна, кучињата или животните било кои што се бездомници. Уназад цела година имав прилика да прошетам низ Европа, Америка, Кина, не знам, дури Африка. Африка е веќе друга приказна. Нема животно на улица. Така. Тоа е реалната слика, за жал кога не можеме ние тие работи да ги смениме, па што да очекуваме за другите работи. Дури се постава прашањето, значи дали се битни и животните во однос на човечкиот живот. Значи кога веќе човечкиот живот не е на никого му, значи не му е драг и мил, значи или не се грижи за таа тема, значи тогаш па за животните да не збориме, така доаѓа веќе муабетот. Меѓутоа, тоа што е на самиот филм е приказна за себе, значи тоа е буквално слика на тоа како живеат луѓе во таква една средина. Тие се исклучени тотално од цела комуникација, значи на 80 км од Скопје и можете да видите дека живеат уште во 19 век. Кога ќе се навратиме на тоа дека политички ќе кажам дека секој пат е потребен било кој глас, значи луѓето знаат да отидат до таму, па да ги поканат, па да ги земат, па да изгласат, па да ги вратат. Значи
каде е тогаш интересот? Значи само кога доаѓа за некој се личен профит или интерес. Така, меѓутоа кога се работи за општи интерес или за луѓето, значи тогаш ние сме, не знам, од втор ред, трет ред, значи не постоиме буквално на тој начин. Не знам дали да. Малку покасно се вклучувам, извини. Не, да. Како што знам, идеме со прашања, така? Да, Ќе ти помогнам. Полесно ми е така. Готово. Дали некој друг има прашања? Повелете. Јас сум шеф Киалити. Имам прашање за вас. Да. Го спомнате зборот промени. Промените се многу голема работа во оваа држава и во оваа општество. Например, ја ќе спомнувам, значи 90-та година се изврши промена, значи ни се даде право да оформиме приватни фирми, прв пат значи во историјата на Македонија приватни фирми, значи беа државни фирми. Понатака има многу промени, али не од голем интензитет. Моето прашање е, вие вака веќе сте јавна личност, со овој филм, постигнавте голем успех, дали може да наброите нешто покрупно, што треба во оваа држава да се извршат промени, за да бидеме ние како граѓани, како фирми, среќни и да живееме во една среќна средина. Иначе јас спаѓам од бизнис заедницата. Фала. Ја искрено би променил многу работи. Нема крај можда на листата во однос на тоа што се успеав да видам околу нас како се живее и во европските земји, па и пошироко. Пак ќе се навратам као најбитно животната средина. Јас сум родител на 2 деца. И ја уназад 4-5 години се трудам да биде најдобро за нив, значи да имам здрава околина, мислам да бидат здрави деца. Меѓутоа, секој пат доаѓа зимно време, сите сме болни со вируси, со такви работи. Тоа е нешто што од прво би го сменил. Као, не знам, за општо добро, не само за моите деца. Има многу луѓе, мислам, тоа што ги видов и бездомници, значи тоа е нешто што, да речеме, во многу земји не постојат. Значи, кога ќе видиме, мислам, тоа е сликата на една држава, мислам, кога ќе видиш дека ти на улица имаш еден куп питачи, просјаци, не знам, такви работи, јасно ти е каква ти е државата. Значи, некои работи треба да се променат. Не, мислам, секаде е сјајно, мислам, да се разбирам, нигде не е 100% обезбедено или среќно или не знам што. Меѓутоа, тие работи, мислам дека малце кои би се смениле, дека ќе имаме подобар живот. Ти благодарам. Позади? Фала. Здрава. Прво благодарам за присуството денеска, за презентацијата. Особено ми е чест што имам сограѓанин или сограѓани кои што биле номинирани за Оскари, тоа е неверојатно и за пофалба. Ти благодарам. Мене особено ме интересира како беше примен филмот и какви пофалби, комплименти, критики доби од останатите колеги режисери кои што беа присутни на Оскарите. И второто прашање ми е поврзано со како може да го земеме овој успех и да го претвориме во некаква си, да кажеме, ребрендирање на медот, на пчелите во Македонија, можности за потикнување и помагање на овие луѓе, да дотворат бизнеси за, како што спомена Игор на почетокот, да може да им помогнеме на некој дивергентен начин. Хвала. Околу првото прашање, значи самиот успех кажува све како е прифатен филмот. Поготово последната недела кај што имавме прилика да зборуваме со најдобрите, познатите светски режисери, глумци и сниматели, воодушевени од самиот филм, дури некои од нив дури по 2-3 пати го гледале филмот. Имаше и еден куп прашања кои имавме прилика да се сретнеме на тие ручеци, доручеци заедно со нив. Околу второто прашање има некоја идеја. Значи, медена земја некако стана бренд, секаде веќе го знаат. Ја имав прилика и во Кина кога бев, втор пат беше тоа идење на нашиот филм на прикажување во фестивал.
веќе го слушнале, значи од првиот пат на прикажување негде во мај, ја бев негде во септември или октомври месец. Луѓето го знаат, значи кога ќе спомнеш Ханеле, значи тоа за нив представува нешто као не знам, Малборо во цигарите или не знам некој си бренд, не знам Левис или што е да. Значи во светски мерки. И имаме некоја идеја, значи за некако си ребрендирање или правење некаков си бренд за тој регион, да некако понатаму се прошири производството на мед, стимулирање и такви работи со останатите локални луѓе од тој регион. Благодарам. Повелете. Здрава. Јас го имам гледано 2 пати филмот. После првиот пат ми не достигаше моментот на едукација на тоа што колку важни се пчелите за целиот живот во нашата планета, но по второто гледање и читање околу се што Хатидже кажува, сватив дека уствари се што она кажува е толку важно и толку не учи. Јас сакам да те прашам што ти научи нешто друго од Хатидже, од нејзината филозофија за пчелите или за средината и како тоа влијае сега во твојот живот? Па право ти кажам, од првиот ден кога веќе почнавме таму да работиме, до ден денес ние уште учиме од Хатидже. Мислам, не само за пчелите или пчеларството, одгледувањето, туку нејзиниот живот е посебна приказна. Мислам, таа едноставност и смиреност и мислам, кога ќе видиш каде живее, она е многу посрекна од нас. Мислам, да го скунтавме, го свативме уште од првиот момент како можно таа да живее 50 и нешто години, значи по такви услови и да биде посрекна од нас, значи да нема потреба за, не знам, интернет, за телефони, за телевизија, едино радиото што го има како некаква се комуникација со светот за да слушне што се случува во и околу неа. Дистанцирана на 4 сати од наредното село и буквално на тоа како ги третира, нели, животните, тоест повеќето пчелите, пошто има и крава со неа и куча, и односот према мајката. Значи, кога ќе ги видиш тие две работи, значи како што третира мајката, така се ги третира и пчелите. Тоа е нешто што, значи си речеш, ајде можда пчелите толку не се битни, меѓутоа на моменти дури беа многу побитни пчелите во однос на низината мајка. Така да од неа доста работи животни поуки научивме, можам да ги бројам уште многу на ред. И се уште не така инспирација за многу работи. Ден денеска комуницираме со неа, беше онајте со нас на Оскарите и таа се прилагодува секаде. Значи, тоа е нешто не можам да го опишам со зборови. Во Њујорк е њујоркчанка, во Лос Анџелес е лос-анџелеска, како да, значи сегде се прилагодува, во Швајцарија е швајцарка. И луѓето се фасцинираат како може оваа жена, значи било каде да оставиш, како се каже гуштер камелеон, да, значи така се менја, толку е природна и едноставна во нејзиниот живот. Благодарам. Од режија ни најавија дека имаме простор само за уште едно прашање. Така да, кој сака да е средниот добитник на последното прашање? За овој говорник, средината? Или вие, или... Упс. Може за следниот? Ти благодарам. Повелете. Јас сум среднијата добитничка. Добро. Како што кажавте, никоја како балансирана формула во целиот процес е пола за нас, пола за пчелите, ама никако во контакт со градов и со сите работи што ни се случуваат, како тоа да може да го добиеме само ако сме надвор од градов или, како што кажавте, вие неколку километри оддалечени од Скопје или од било кој друг град. Прашањето ме е како може ние тука на никој начин да се добиеме повеќе утсо со природата, значи да ни биде тоа дека треба да патуваме до никаде и да пробаме само таму да го добиеме тоа, туку имам чувство дека еве дури Хатидже да дојде пример да живее во градот и она ќе го изгуби тој момент што го има сега.
нели идејата не е и уна да бидат скроз изолирани или луѓето како няма да бидат скроз изолирани или пак луѓето што живеат во градот да не можат да имаат контакт како што можеби у нас секојдневно има. Како можеме таа формула некако да ја можеби промовираме или пак која е таа научена лекција од целиот процес? Искрено, тоа е комплексно прашање, мислам, тоа најверојатно повеќе насочено за властиве, бидејќи таму треба да се почне да се менуваат работите, меѓутоа ќе се навратам на тоа што го спомна. Додека бевме сега скоро со Атиже во Лос Анџелес, застанати на плажата во Лос Анџелес, на Венис Бич, ни прашаме Атиже дали би живеела во Лос Анџелес. Пошто рече у Нью Йорк е многу ладно, не може да ги види облаците или не знам небото од зградите. Лос Анџелес се свиѓаше многу повеќе. Меѓутоа ако прашаме каде би живеела, покажа покрај самата плажа, значи на крајот од обалата, постоја малешки планини. Пак би сакала таму да живее. Бидејќи на таму е најсрекна. Значи таму не може никој да дојде да ја земе, да ја сруши или не знам да отсече дрва како што се случува кај нас у градов. Значи гледаме секаде поширок од градов, значи низ цела Македонија како лесно се сечат дрва. Нешто што например мене лично ми смета и неколку пати сум имал иницијатива да потегнам за да се справам со тоа, меѓутоа ќе дојдеш до првата врата кај што треба да се обратиш, имаш кошница и завршува приказната, значи не е тоа што туку така лесно може да го смениме, значи треба да бидеме многу поширока маса, да завземеме таков став за да може да се реагира. Благодарам. Сите оние кои што нема можност да постават прашање, ве поканувам, сигурно сум дека ќе бидеш расположен да одговориш на истите и надворат сцена. Ви благодарам многу. Хвала.